Добар ден, ученици во Е-училница. По предметот математика во пето одделение на овој час ќе работиме за процент. Што е процент? Овде веќе е поставена дефиницијата дека процентот е 100 дел од целото. Но што е она што треба ученикот да може да го знае, да го уме и да го работи по завршување на овој час? Тој треба да го знае значењето на дробките, децималните броеви и процентите. И нивната врска, односно врската меѓу дробките, децималните броеви и процентите. Вие веќе дробки и децимални броеви сте работеле уште во четврто одделение, сега вашите знаења ќе се прошират со проценти. Ученикот треба да знае да определува проценти во дробка и децимален број, дробка во проценти и децимален број и децимален број во проценти и дробка. Процент представува 100 дел од целото. 1%. Ова е символот со кој што го запишуваме процентот. Еднакво на 1 од 100 или 1 стотинка или 1 стоти дел. Или запишано како децимален број 0,01. 100% еднакво на 100 врз 100 или 100 стотинки, секако тоа е едно цело. 50% или 50 врз 100, односно 0,50 како децимален број. Процент во децимален број и дробка. Сега ќе научиме како процентот да го претвориме во децимален број и да го претвориме во дробка. За да претвориме процент во децимален број, веќе го имаме процентот, и да го претвориме во децимален број, што треба да правиме? Тој се претвара така што процентот се дели со 100 и се добива децимален број, а потоа децимален број се претвара во дробка. Еве формулата, процент во децимален број еднакво на, ова е тоа поеднаквото што ни е потребно, процент делено на 100. Со пример, 2% делено на 100 еднакво на 0,02 како децимален број. Процент во дробка се претвора така што процентот се дели со 100, односно процентот станува бројител на дробката, а за именител се определува, односно се пишува 100. Процент во дробка, еве формулата која што ни кажува дека процентот ќе го ставиме на место на бројител, дробна црта и делиме врз 100, односно 2% еднакво на процентот на место на бројител врз 100. Како цртеж, 100 парчиња, 100 дела, сме земале 2. Еве во форма на цртеж. Децимален број во дробка. Со формула, децимален број во дробка треба децималниот број, сите негови цифри, да ги земеме, да ги препишеме горе и добиваме број. Ќе добиеме некој цел број. Врз 10, 100 или 1000. Зошто? Децималниот број да се претвори во дробка, треба сите цифри од бројот да се запишат на место на бројителот, овде, а на место на именителот да се избројат местата за запирката и ќе добиеме 10, 100 или 1000 како именител. 0,2 ни покажува дека зад запирката имаме едно децимално место. Прво да го ставиме бројителот. Ги гледаме цифрите, секако ни еден број не почнува со 0, нулата ја занемаруваме, значи почнуваме со 2, на место на 2 го добиваме бројот 2 врз 10, затоа што имаме едно децимално место. Со црта што изгледа вака, 2 десетинки, значи треба да земеме 2 од вкупно 10. 0,02 е децимален број. Имаме 2 децимални места, но прво да го запишеме бројителот. И овде гледаме дека само цифрата 2 ќе ја пренесеме на место на бројител, го добиваме бројот 2 врз 100. 2 децимални места, 100. 2 стотинки. И овде имаме цртеж кој што ни помага да разбереме поубаво 2 од вкупно 100. 2 стотинки.
1,20. Во овој случај имаме цело, немаме 0 цели, туку имаме 1 цело. 1,20 е децимален број. Исто, на истиот начин, дробната црта, сега треба да ги препишеме 1, 2, 0 по ред, го добиваме бројот 120, врз, дали е 10 или е 100. Да ги изброиме местата. 1, 2 места, 2 децимални места, значи 100. 120 врз 100. И ова представено со цртеж, имаме 1,20 од скупно 100, или ако ги изброиме сите парчиња посебно, 120 парчиња. Децимален број во процент. Еве формулата, децималниот број, за да го претвориме во процент, треба да го помножиме со 100. Децимален број, за да се претвори во процент, треба бројот да се помножи со 100. 0,2 по 100 помножено е 20%. 0,02 по 100, 2%. 0,355 по 100, еднакво на 35,5. 0,35 по 100 го добиваме процентов 35. 1,2 помножено по 100, 120%. И уште еден пример, каде што имаме цело 2,05, по 100 го добиваме 205%. Значи, доколку се движиме со помош на овие формули, нема да направиме грешка и правилно ќе пресметаме, односно ќе го добиеме она што се бара од нас, што се бара од задачата. Дробка да претвориме во децимален број. Треба да го поделиме бројителот со именителот. Така ќе претвориме. Да видиме со пример. 2 десетини е дробката. На место на бројител имаме 2, на место на именител 10. Значи 2 треба да го поделиме со 10 и го добиваме децималниот број 0,2. Овде имаме дробка 200 и овде треба 2 да го поделиме со 100, добиваме 0,02. Овде имаме дробка 9 десетини, сега треба 9 да го поделиме со 10, добиваме 0,9. Овде имаме дробка 4 петини. Оваа дробка малку се разликува од останатите, каде што именител овде имаме 10, 100, 10. Може да биде 1000 и така натаму, и знаеме дека ги нарекуваме чисти или правилни дробки. Оваа дробка нема именител 10, 100 или 1000 и затоа малку е подолг патот за нејзино претварање во децимален број. Но и тоа е лесно доколку се следи правилниот чекор. 4 треба да го поделиме со 5. Овде знаеме дека 5 не може во 4, поставаме 0, запирка, четворката ја спуштаме привидна или вештачка 0, го добиваме бројот 40 и потоа гледаме дека 5 може 8 пати да навлезе во 40, 8 по 5 40, го добиваме децималниот број 0,8. Дробка во процент. Овде имаме формулата, бројителот го делиме со именителот, а потоа го множиме со 100. Да прочитаме еднаш, дробка во процент се претвора така што поделењето на бројителот и именителот сме добиле децимален број и сега тој децимален број ќе го помножиме со 100. 2 десетини еднакво на 0,2. Како го добивме 0,2? Еве од горниот пример можеме да видиме, бидејќи 2 го поделивме со 10, го добивме децималниот број 0,2. Сега ќе го помножиме со 100, така вели формулата, и ќе го добиеме процентот 20%. Овде имаме 4 петини, овде го добивме децималниот број 0,8 и да гледаме од горниот пример како сме го добиле. Сега ќе го помножиме со 100 и ќе го добиеме
80%. Знаеме дека 0 децималните броеви, знаеме како ги множиме многу лесно со 10, 100 или 1000 и многу лесно можеме да го претвориме процент. Да се подсетиме на формулите. Децимален број во дробка, значи го препишуваме како цел број, сите цифри од децималниот број и тоа треба да биде врз 10, 100 или 1000, зависно од местата зад запирката. Децимален број во процент, процент во децимален број, процент во дробка, дробка во децимален број и дробка во процент. Сопрете го видеото, препишете си ги овие формули, кои ќе ги бидат од голема помош при решавање на вашите задачи. Да се обидеме со неколку примери. Подреди ги броевите. 7 осмини, 64% и 0,56. Овде имаме три различни броеви, дробка, процент и децимален број. Да ги подредиме едно по друго и сега ќе одлучиме на кој начин ќе ги претвориме. Во оваа задача јас сите ги претворив во процент. Значи оваа дробка треба да ја претворам во процент. Сега овде немам стотинка или десетинка, за да ми биде полесно, затоа ќе морам оној пат да го спроведам, 7 да го поделам со 8, овде гледаме дека 8 не може во 7, па ставаме 0, запирка, седмицата ја спуштаме, ставаме привидна 0 и делиме 8 по 8 на 64, значи во 70 можеме 8 пати и го продолжуваме нормално делењето, се додека не го добиваме конечниот децимален број 0,875. Откако го добивме овој децимален број, сега веќе знаеме дека по формулата треба да помножиме со 100, за да го добиеме процентот. Тоа е 87,5. 64 веќе не е во процент и сега овој децимален број треба да го претвориме во процент. Овде за подсетување ни е формулата. Сега и овде имаме формула, децималниот број за да го претвориме во процент. Овој процент треба да го помножиме со 100. Откако го помноживме, го добивме бројот 56, односно 56%. И можеме да видиме, значи имаме 87,5%, 64% и 56%. Значи можеме да ги одредиме броевите од најмал до најголем или од најголем до најмал. Задача 2. Теја, Ана и Мија биле во цвеќари и купиле цвеќиња. Теја купила 14 од 25, Ана купила 76%, а Мија купила 0,45 од купниот број цвеќиња. Кој од нив купил најмногу цвеќиња? Да ги подредиме нивните имиња и поставно. Сега во овој случај нема да ги претварам во процент, туку сега ќе се обидам во дробка. Теја купила 14 од 25, представив во вид на дробка. 14 делено на 25, морам да продолжам вака, затоа што немам тука заименител 10 или 100. 14 делено на 25 е 0,56. Сега, откако го добив овој децимален број, ќе добијам и лесно правилната, односно чистата дробка со именител 100. Тоа е 56 стотинки. Ако ги споредиме 14,25 стотинки со 56 стотинки, ќе видиме дека се еднакви, односно еквивалентни. 76% на Ана, како требаше процент да се претвори во дробка. Процентот го ставаме на место на бројите и врз 100. И кај Мија 0,45 децимален број, како требаше децимален број да се претвори во дробка, треба да се препишат сите цифри на место на бројителот, цел број врз 10, 100 или 1000, зависно од местата зад запирката. И тука го добивме, односно ја добивме дробката 45
стотинки. Да ги подредиме, 45 стотинки е помало од 56 стотинки, а таа пак е помало од 76 стотинки. И можеме да видиме дека Ана всушност купила најмногу цветиња. За домашна задача, сопрете го видеото, препишете ги овие задачи и обидете се самостојно да ги решите, помогнете си со помош на формулите. Се надевам дека ви беше од корист овој час, дека научивте за проценти, дробки и децимални броеви. Се гледаме на некој следен час. Ви благодарам на вниманието.